Ново издание на Политиканти. Јас сум Боријан Јовановски. Јас сум Сашо Ордановски, денеска е ден за гости, значи имаме гости целиве наредни неделјот и вака гужва е за кај нас на подкастов. Гости ни е Димитар Ковачевски, Димитар Ковачевски, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Така е, доскоро и премиер и така. Добар ден во студиото на Politikanti.mk. Добар ден, ви благодарам и навистина е задоволство да се биде гостин во вашето студио. Тоа ќе видиме на крај на паметот. Ете, задоволството доаѓа на почетокот. На крајот доаѓа оценката. Ковачевски, 915 година, кога Србија е под напад во Првата светска војна на Аустро-Угарија и така натаму, почнува онаја селидба на она што остана од српската армија преку Албанија, Црна Гора, Македонија да излезат на Јадрен и така натаму. Никола Пашич, прочуениот премиер на кралството на Србија, потоа и на србите, хрватите и словенците, кога го прашаат, бидејќи тоа е една исклучително компликувана, трагична епизода во српската историја, кога го прашуваат како го оценува целата ситуација, он вика: спаса нам нема, пропасти нечемо. И тоа е едно од причините. Не знам зашто ми дојде таа пашичевска После овој резултат. После овој резултатов, спаса нам нема, пропасти нечемо. Гледам дека одбивате да пропаднете барем во овие 2 дена после со изјавиве што ги правите на пресконференции и така. Гледате, прво јас и вие и Боријан се знаеме многу време. Да. И вие знаете дека јас како човек прво никогаш не се откажувам. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е партија направена од цврст материјал. Ние сме партија која е наследник на Сојузот на комунисти на Македонија. Единствен наследник. И која што практично своји корени влече и од народно-ослободителната борба, бидејќи КПМ е формирана 43 година во Тетово, и влече своји корени и од Крушевскиот манифест, како и од АСНУ. И во тоа време нашите претходници не се откажале при многу по-тешки услови во однос на она што ние го имаме денес. Вие направивте паралела со 915 година. Тогаш морало да се помине преку албанските планини, од Кукс, во тешка зима. Па проклетија, во тешка зима, значи тоа е помладите ваши гледачи сигурно нема да знаат за што зборуваме, меѓутоа ние постарите што сме учеле историја, тоа го знаеме. Денес има многу по-добри средства за комуникација и има средства за предвидување на она што може да се случи. И доколку се сетите на моите говори пред првиот круг на претседателските избори, јас многу јасно кажав дека сме свесни за грешките кои што во изминатите 7 години ги направи владата, бидејќи ние 7 години сме на власт, тоа не е мал период. 7 години предводевме влада од која што 2/3 беа во услови на најголемите кризи по Втората светска војна. Значи никој не можеше да претпоставува дека ќе има здравствена пандемија од светски размери и никој не можеше да претпоставува дека ќе има војна на европскиот континент прва после Втората светска војна од вакви размери. И тоа предизвика прво здравствената пандемија, затварање на голем број бизниси и така натаму, а додека војната предизвика страшна енергетска криза и ценовна инфлација. И сметам дека во такви услови ние успешно се изборивме со овие кризи. Ама граѓаните тоа како да не го меѓутоа јас сум свесен и тогаш кажував дека сум свесен дека тоа не е доволно. Не е доволно прво затоа што има се уште луѓе кои што едва врзуваат крај со крај. Има пензионери кои врзуваат едва крај со крај покрај тоа што сме ги зголемиле пензиите за 55%. Има родители кои што ако треба ќе леднат гладни навечер за да имаат денар повеќе за децата кои што било криза или не, децата бараат пари од своите родители. Иако ги зголемивме платите исто така за над 50%, просечната плата, минималната плата ја зголемивме за 3 пати. Меѓутоа, сепак треба да се направи повеќе. Исто така, јас сум апсолутно свесен дека граѓаните ги мачи ниската доверба во правосудството. Правосудството има доверба од 2%. Меѓутоа, доверба од 2% значи дека 98% од граѓаните имаат недоверба.
Точно е дека правосудството е одвоено според своите надлежности од извршната власт, која што јас во тие 7 години, 2 години ја предводев. Меѓутоа исто така точно е дека треба да се направат реформи и во тој дел. Но дали може малку ме инспирираше ова кога што се навративте на вашите корени од Комунистичката партија на Македонија, основањето, опасно и така натаму, па и Илинден. ВМРО, например, ДПМН често и контроверзно, но сепак успева да ја држи во јавниот дискус присутна таа нивна генеза, да речеме, ВМРО-ска историја. Вие како да не успеавте да ги валоризирате левичарските придонеси за македонското прашање. Димитар Влахов, па ако сакате ќе се навратам и на, па дури Киро Глигоров, Крсте Црвенковски. Некако како да подзаборавивте на тоа што сега самите го Па гледате, ја го кажувам и го повторувам тоа. Вие ако земете неколку мои говори, ја тоа многу јасно го кажувам. Може би некој не го кажувал, меѓутоа јас многу јасно го кажувам, бидејќи секој човек треба да ги влече своите корени од своите почетоци. Да, но тоа институционално не го валоризирате. Меѓутоа, ја и друго ќе ви кажам. Ние влечеме корени од точно како што кажувате, и од Народно-ослободителната борба, и од ДАСНОМ, и од Крушевскиот манифест. Јас го спомнувам секогаш и Гоце Делчев, бидејќи Гоце Делчев бил социјалист. Вие не може да најдете во ВМРО ДПМН слика од Гоце Делчев. Бидејќи вие кога ќе видите и Втората светска војна, СДСМ, односно претходниците на СДСМ биле на вистинската страна на историјата. Во тоа време председател на ВМРО е Ванчо Михајлов. Тој бил на другата страна. И затоа и кога ќе ги погледнете одлуките кои што се носени во историјата во Македонија, Киро Глигоров, кој што е 001 членска книжка во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ние благодарение на неговата одлука, бидејќи знаете како многу луѓе учествуваат во процес на носење на одлука со своји анализи, мислење и така натаму, но на крај еден ја носи одлуката. Благодарение на одлуката на Киро Глигоров, ние стануваме членка на Обединетите нации. И го отпочнуваме процесот на решавање на спорот со Грција. Да. Потоа имаме децении застој, посебно над деценија со ВМРО, кои што пак ја продолжија политиката на оригиналното ВМРО, скарани со сите соседи, скарани со етничките заедници внатре во Македонија. И пак благодарение на СДСМ, во тоа време Зоран Заев, правиме исчекор и стануваме земја членка на НАТО. Зошто овој наратив не е победнички? Јас знаете дека јас бев изложен практично на јавни бесења, на молотови коктели, на гилјотини пред собрание, кога ја носев одлуката за отпочнување на преговорите со Европската унија. Пак Социјалдемократскиот сојуз и лидер на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Зошто не може да ја валоризирате? Не велам дека не може да се валоризира, затоа што граѓаните се свесни, бидејќи ако ги погледнете истражувањата на јавното мислење, се свесни дека ние друг пат освен европскиот немаме. Меѓутоа истовремено граѓаните се и заморени од тој предолг пат во Европската унија. И тешко се гледа. Тешко се гледа бидејќи не е довршен. Доколку имаше одлучност во 11 години на Никола Груевски и ВМРО ДПМН да ги донесеме одлуките кои што ги носевме после 17 години, ние денеска бевме како Хрватска. Бидејќи ние кандидатски статус добивме заедно со Хрватска. Хрватска, наместо да се антиквизира кој што ние се антиквизиравме овде, бидејќи вие викате влечење корени, ВМРО почна да влече корени од 325 година пред наша ера. Се сеќавате кога почнаа хунзи да носат во Македонија. Хунзите биле македонци. И се покажува дека тој наратив е победнички во Македонија. Може да имате погрешна проценка за тоа што мислат македонците за Европската унија. Видете, ВМРО гради наратив. Еве, некојаш и пародичен дури со хунзите. Но вие, ова што јас се прашувам, СДСМ не успева да го изгради. Дозволите сега, има уште една друга разлика. А тоа е дека ние навистина носевме тешки одлуки. И кога ќе кажете, погледнете ги изјавите на сите, и моите изјави, и на мојот претходник, и на неговата претходничка, и на председателот на државата Пендаровски, ние велиме носевме тешки одлуки без да го штедиме својот политички кредит.
Паметно ги е тоа во политика. Граѓаните, тоа е добро за државата. Тоа е добро за државата. Да, ама ако бидејќи- тоа на крајот не го ценат гласачите, Гледайте, тоа на крај излегува дека не е добро ни за второ, државата. ние во 2016 година бевме заробена држава. Ние бевме заробена држава во која што немаше слобода на медиумите. Во која потоа вие ветивте правда и Дозволите. Значи, ние имавме заробена држава комплетно. Медиумите беа платени со точно се знае колку пари. Се уредуваа вести по телефон, зашто цела држава можеше да слушне. А ако некој новинар излезе од тоа клише, го затвараа. А ако студенти излезат на протест, ги тепа и по библиотеки, и по плоштади и така натаму. Ниту една група од јавен интерес или на лица кои што имаат некаква друга определба од конзервативното мнозинство не смееше да протестира, ако протестираше тука на плоштад. со двајца паталци разговарате. Така, Ковачевски. со двајца Знаеме паталци. ние тој во повеќе детали. 2016 дојде СДСМ и ја врати демократијата. Ние бевме заробена држава без препорака за отпочнување на преговори со Европската унија во 2016 година токму заради овие причини. До 2016 во Македонија не се ни зборуваше за корупција. Зашто? Зашто немаше слободни медиуми. Вие ако погледнете од 2016 до денес, нема воопшто селективност во борбата против корупцијата. Вие имате функционери на актуелната влада кои што се во притвори, осудени и така натаму и така натаму. Тоа беше незамисливо од 2016. Разликата помеѓу авторитарен режим и демократски режим е што во авторитарен режим вие нема шанси да чуете за корупција. Затоа што ни еден медиум за тоа не известува. Добро, слободата ја вративте, но владењето на правото, правдата, И правдата. селективната правда, не успеавте. Гледајте, прво Зошто не успеавте? Сега, Прво, од мене никогаш нема да чуете изјава, како што може да се чуе од други политичари, ние кога ќе дојдеме, ќе правиме тоа и тоа и тоа. Не можеш да правиш, има систем. Постои обвинителство, постои полиција која што идентификува криминал, постои обвинителство кое покренува обвинение и постои суд кој што суди. обвинителството е под ваш, вие го бирате. Парламентот го бира. Главниот, добро. Парламентот го мнозинството. бира главниот обвинител. Мнозинството. Потоа има совет на обвинители кои што треба да функционираат согласно закон. Тоа го разбираме и во тој процес носите закон за застарување на кривични дела. Тој- Кој што апсолутно, веројатно 90% им одговара на овие кои денеска бараат враќање на правдата, ќе апсел и така натаму, а за нивните луѓе донесе законот. Што е логиката Гледайте, на тоа? прво во тој закон има усогласување со европските таа директиви таа за риторика конфискација на имот. молам ако може во овој момент да не ја разглабаме, бидејќи тоа нема Гледайте, врска со Јас за тој политичката. закон разговарав со германски политичари врвни. Дали и вие имате, ги прашав, бланкетна одредба ваква во кривичниот закон? Викаат не. Потоа разговарав со словенечки политичари врвни. Дали вие имате ваква бланкетна одредба во вашиот кривичен законник? Не. Потоа разговарав со 16 представници на други држави. Но сењето на тој закон Не, дозволите да ви позадина кажам. политиканска, ако Вие можам погледнете така ги да- случаите Најмалку, во Македонија со тој член. Прво, имате еден куп луѓе обвинети по тој член кој што е бланкетен. Бланкетен член. Мислите да слепо покрива цела една област, а не носи Покрива правда. областа, покрива, а не покрива ништо. И случаите траат. Имате случаи во Македонија, судски случаи, каде што кога се прави анализите од страна на експерти, има судски случаи во кои што е директорка финансова обвинета кога имала 40 години. Обвинета е во судски случај. Таа денес има 66 години, И уште трае се случај. уште е одземен пасошот и не може да оди да си го види внукот во Разбирам, дом. Тој Значи, принцип- Ковачевски, Не сакате тоа. да кажете дека од тие причини го носевте законот, Апсолутно. а не од овие другиве причини што ја ги... Па не, тогаш причините беа, нели се кажуваше тогаш дека со тој закон ќе се враќал еден избеган бивши премиер на Македонија. Не, ќе се Па што не спасува се и врати? тој, ќе се спасува. Што не се врати, Сега ако ќе го вратат, кои ќе дојдат на власт, ќе го вратат тоа, за година две. гледате што. Па затоа што им овозможивте да го вратат легално. Гледайте, прво ако зборуваме за конкретни случаеви, сите тие се процесуирани и од страна на Министерството за правда, и од страна на другите надлежни институции во дел на екстрадиција и така натаму. Така да тука не може да се каже дека државата не ја завршила својата работа. И една работа да не исклучиме. Прво, конкретната личност за која што зборувате,
алудирате на Никола Груевски. Никола Груевски Не, има на азил. екипата цела, не, Тој има тоа е. азил во Европска унија и во НАТО. Така е. Во рече сето тоа е во ред. Добро, сега вие викате Приказната ја знаеме, ама процесирани. Кого да тужиме ја и Сашо? 6 години сме прислушувани ја и Сашо. Владата, И вие, бидејќи- веројатно, или и Телеком, 20.000 кај што души. бевте порано, мислам, кого? 20.000 души не сме, само ние и така. На крај, Прво ќе го вака, тужите, чатокот е... прво ако некој ви нанел некаква штета, го тужите тој кој што ви нанел Па штета. штета е 6 години. Не, нас ни се во- понудија. И тогаш не До- праша, сакате тужите државата по секогаш- службена должност и сакате приватно. Јас лично одбрав државата по службена должност да ме застапува, државата донесе закон со кој сега нема кој да ме застапува. Иначе тогаш ни обвинителството ни понуди, не знам Боријан ти што направи. Биќе бевме Која сведоци. година сте вие биле прислушкувани? Сите тие последни Шест, 3-4 шест. години јас Не, имам... која година? Па, тоа е сега... Периодот кога е беше, од 2010-та. Чекајте Па се. натаму. 2010. Ние сме сега 2024 Да. година. И вие ми кажувате дека заради промена на еден член у закон или неколку членови у закон не било ништо не е само дека само за се е тој. заста. Па дали Не е гледате само дека заради вие тоа. таму седеле предмети по фиоки за да застарат? Па знаеме, ма сега Затоа сега образложивме како се бираат обвинителите. Затоа во програмата Ама вие како власт на требаше да ни крајот кажете кои се тие луѓе гледайте, што јас бев председател на влада. Прво, јас никогаш не се правдам. Тоа сте приметиле. Да, во ред. Ја во најголемата криза, земите ги сите мои изјави. Ја дојдов председател на влада на 16 јануари, на 14 јануари Скопје немаше парно. Затоа што нит ВМРО, нит градоначалничката што избра ги интересираше да има парно. 14 Скопје немаше парно. Ако добро се сеќавам беше петок или сабота. На 16 јануари јас морав да обезбедувам Скопје да има парно. Потоа на 24 февруари започна војната во Украина. Започна недостаток на суровини. Започна да има галопирачки пораст на цената на електричната енергија и дури недостаток на некои енергенси. И сето тоа мораше да се обезбедува. Која е Ја не може во исто време, лично зборувам како председател на влада, фокусот да биде и на тоа, и да бидете во исто време и главен обвинител, и председател на Врховен суд, Не, и се председател очекува на судски тоа би совет. било А лошо. дали не не мислите можете да бидете? дека вашата политичка енергија ја потрошивте непотребно на повторувајќи кима уставни измени и работите на уставни измени при што Да отвориме многу малку малку се веруваше европската дека приказна да отвориме. а не се работеше на планот на спроведување на реформи кои се важни за владењето Гледа, на правото и сакам корупцијата, да ја довршам. која меѓу другото корупција, тема која меѓу другото во јавноста, да, медиумите кои се слободни може да кажат, но и она што го нарекувате стратешки партнери, Европската унија и САД, кои нон-стоп ме посветуваат на проблемот со корупција. Гледате да ви кажам една работа. Се сеќавате кога се зборуваше едно време за некаков нон-пейпер што го пратиле странски амбасади за судски случаи во Македонија до највисоките функционери во државата. Се сеќавате дека Имаше, да. И никој не го виде тој документ, така? Ја го имам видено документ. Добро, и што имаше во него? Предмети чувани по фиоки. И? Па врска немаа предметите со членот во законот што беше сменет. Сите биле чувани по фиоки со години. Не, окей, оставете Ама на не биле чувани у фиока у влада, тие биле чувани по фиоки во Судскиот систем. и сега. А зашто не ги прозвавте тие што чуваат по фиоки? Врз основа на тоа, затоа зашто ако председател на влада прозве некого што не Ќе му се е замешате, ќе што биде ќе толку биде време, мешање. како, Ако ја на пример кога ќе прозвев некој медиум дека е тенденциозен, значи дека е тенденциозен во делот на прашањата кои што ги поставува и темите, тогаш веднаш добивав од ЗНМ барање за извинување. Кога ќе дојдеше известување од Америка во извештај дека има медиум кој што е тенденциозен затоа зашто си тера бизнис од страна за сопственикот, тогаш пак никој не коментираше, никој не викаше ај сега извините му се на премиерот. Гледате, ние сме мала држава. Во оваа држава се знае. И затоа пред крајот на мојот мандат се сеќавате дека дојде оценска мисија од Европската комисија, која што направи детална анализа на случувањата во судскиот совет и во делот на функционирањето на правосудниот систем. Тие излегува со 40 мерки. Сите тие 40 мерки
се во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сите до една. Од прва до 40-та, 41-ва има мерка, а таа е ставена прва, ветинг. Еве нека искочат сите политички партии, нека кажат дали се слагаат со тие 41 мерка. ВМРО ДПМН и они велат ветинг исто. Не, со 41. Добро, околу ветинг го зборуваме. Добро. Ма едно е ветинг. Кој вие не го Друго се направивте. 40 мерки, друго јас и тоа јасно кажав. СДСМ имаше политичка волја да го направи од еврокомесар задужен за правда. Вика тоа не бил добар процес, не било добро затоа што во Албанија не бил добро спроведен процес. Па добро, Разговарам после тоа со премиерот на Албанија, вика знаеш што? Траеше долго. Меѓутоа даде резултат. Затоа што на првиот ден кога започна ветингот, 30% од судиите кажаа ние неќеме више да бидеме па судии. нели е грешка што се ослонивте многу на стратешките партнери? Гледајте, прво, јас никогаш не сметам дека е грешка ако се подпреш на партнер, особено стратешки, и тука пред се мислам на Соединетите американски држави и на Европската унија. Бејќи да се разбереме во виорот на онаа југословенска војна, ако некој помогнал на Македонија, тогаш тоа се Соединетите американски држави. Ако некој помогна во развојот на Македонија, во стабилизирање на институции, формирање на институции, правење на институции, тогаш тоа е Европската унија. А ако некој помогна во обновувањето на македонската индустрија, тогаш тоа е Германија. Тоа се трите држави кои што најмногу и помогнале на Македонија. И сега имате председателски кандидат на опозицијата која по сите три точки има спротивни ставови. Да не бидам груб, нема она госпоđата Давкова нема спротивни ставови експлицитно, но во суштина политички апсолутно е една тоа антизападна платформа и освојува волку гласови колку што освојува. Имате Ковачевски сега да направиме анкета меѓу граѓаните и да ги прашаме за Данела Арсовска. Па ја мислам дека 90% ќе мислат дека е ваш кандидат. Како може да си дозволите една таква катастрофа за која што сите се согласуваат, ВМРО, СДСМ, ја мислам сега да може да се гласа на референдум, таа би изгубила 90-0. Сега граѓаните мислат дека таа ваш кандидат, а не е на овој истиот Мицкоски кој што со полни устини ја фагаше кој ни ја нудеа за градоначелник. ВМРО си ги избриша раците, сега е Ковачевски крив што ова функционира како што функционира. Ни тој наратив не знаете да го извадите политички. Гледайте, прво ние имаме да многу јасен став во однос на градоначалничката на Скопје. Па не, ја Се работи само за како пример. Скопје е еден град кој што е во катастрофална состојба. И тоа е благодарение на ВМРО ДПМН, бидејќи тие ја предложија кандидатката и сега градоначалник на Скопје. И после тоа се испокара, знаеме сите зашто се испокара. На крајот завршија и по судови, колку што знам. Се уште ВМРО има доминантен број на членови на управни одбори, надзорни одбори, веројатно 1000 по институциите. Да, ба јавноста ви ја книжи на ваша сметка. Гледайте, прво не сметам дека јавноста ја книжи на наша сметка. Сметам дека кога тоа ништо не функционираше, граѓаните и во тој дел побараа помош кај владата. Така и тоа е точно. И Значи, излеговте во вие месец гледате нешто што сега, профункционира. вие немате парно во Скопје. Да. Парното е комунална услуга на градот Скопје. Тие што ја освоиле власта во Скопје велат нас не интересира. Тој на прести викаат не интересира. И владата тоа го презема. После тоа нема јавен превоз, превозниците се јавуваат во влада. Тоа е во исклучиви ингеренции на градот Скопје. Тоа значи дека граѓаните во тоа време препознаа дека има кој се грижи за нив. Или викаат не, ова е нивна, па затоа се грижат за Како нас. им објаснува? Не. И ги гледам резултатите изборни. Вие гледате сега. Како може да го изгубите Скопје вака катастрофално со овие политики што ги објавувате? Како може во Скопје вие имате катастрофален резултат? Има причини. Прво, гледате, мора секогаш да се причините кажат со вистинското име. Има разочараност од одредени работи кои што се случувале во текот на изминатите 7 години. Прво, дел кадровска политика погрешна. Кажав веќе незадоволството на граѓаните од владењето на правото и борбата против корупцијата. Незадоволството од високите цени. Инфлацијата е во Македонија увезена заради војната во Украина. Цела Европа имаше 20% инфлација. Ние успеавме да ја намалиме со низа на мерки што ги правевме на ниво 3%, 4% во последните 6 месеци. Меѓутоа факт е дека поминавме еден период на година дена инфлација која што навистина ги оптерети граѓаните. Во однос на носењето на одлуките, прво вие знаете дека ние отпочнавме преговори со Европска унија
едни тешки преговори со Франција, Европскиот совет и Бугарија. Каде што самите преговори започна од една позиција која што беше за идентитетски прашања, за да потоа на крај завршиме со преговарачка рамка која што третира малцински прашања. Ние имаме зачуван македонски јазик, идентитет, култура во Европската унија, пред тоа во НАТО, пред тоа во Обединетите нации, благодарение на СДСМ. Како се однесуваше опозицијата во целиот тој процес? Играше на чувствата на граѓаните. Успешно. Гледајте, имаше еден што успешно играше со чувствата на граѓаните, е него сега игра на Дунав чардаш. Така да, тоа успешно Ама играње... 10 години владееше тој. Вие сте 7. Видите, 10 години владееше... 3 години ве надфрли. Која година сега поред игра чардаш у Будимпешта? Па овие ветуваат дека може такви судбини вас ве чекаат или ваши колеги и така натаму, откако тие ќе дојдат. Не би кажал. Не би кажал. Тие знаат да испорачаат ветување пред избори. Не би кажал. Затоа што таму имаше јасно што се случувало. Да. Јас не велам дека ако некој нешто правил треба да биде заштитен, тоа никад не сум го кажал. Да. Меѓутоа, визави вашата, вие сакате да кажете популизмот врши работа, сите популисти на исти начин завршуваат. Затоа сметам дека одлуките кои што ги донесовме се правилни за државата. Пак ви повторувам, тие одлуки не беа лесни. Меѓутоа, на крајот на денот сега од нас зависи продолжувањето на европските интеграции. Гледате сега, јас предупредив кога реши македонската опозиција, ВМРО ДПМН, да ги блокира амандманите во собранието. И предупредив дека и Црна Гора и Албанија многу брзо ќе се најдат пред нас. Исто како што Хрватска отиде пред нас цела деценија. И дека ќе останеме во друштво на Босна и Херцеговина, и Косово, Молдавија, Украина и Косово, држави кои што имаат функционални нерешени прашања во рамки на своите граници. Погледнете ја Босна и Херцеговина. Таа има внатрешни нерешени прашања. Погледнете ја Украина. Таа е земја во... Не, дозволите. Земја во војна со окупиран добар дел од територија. Земите ја Молдавија со Транснистрија 17% од територија која што е под руска контрола и земите ја Грузија која што има исти такви проблеми. И сега, ние сме сега во тоа друштво. Така Ама не, така е и тоа е нормално сега. Не е нормално. И тоа е сега нормално. Прашањето е следно. Како, например, предпоставувам, ваши пријатели... Сега нашите граѓани ваши пријатели... се у тоа друштво. Значи Македонија е сега во тоа друштво. И овде сега се нуди алтернативен концепт од страна на ВМРО ДПМН. Видите, гледате, ние сега зборуваме. Ќе зборуваме и на 8 мај. И понатаму. Ќе зборуваме и понатаму. Да. Значи тука ќе бидеме ние. Ја немам резервна татковина. Ја нити имам сметки по странство, нити имам фирми по странство. Ја се ние тука во Македонија, пак ќе зборуваме. Во право сте ова што го говорите. Но знаете како на граѓаните предпоставувам, значи мора роднини ваши пријатели сигурно ви обрнале внимание да ве прашат што е проблемот со нефункционалноста на администрацијата и државата, која, како да кажам, кулминација доживеа во епизодата со пасошите. Бидејќи знаете како целата ова геополитичка слика што ја цртате, последиците кои можат да настанат од заостанувањето во тој процес, се е тоа точно. Но денеска живееме, имаме потреби разни како граѓани. И се согласувам. И видите, и не може, ја не верувам дека и вие еве во одговорот ќе речете дека државата функционираше како што треба. Јас исто така кажувам дека граѓаните заслужуваат многу подобри услуги од јавната управа од тоа што го плаќаат. Пред крајот на мандатот, за жал пред крајот на мандатот, бидејќи јас имав 2 години мандат, исполнет со кризи, секојдневни состаноци од комори до економисти, стручни лица и така натаму, за да тоа на најдобар начин се преброди. Пред крајот на мандатот поднесовме неколку закони во делот на реформа на јавната администрација. Јавната администрација и треба зголемување на ефикасноста, и треба оптимизација, врвна дигитализација, затоа што тоа е тоа што го очекуваат граѓаните. Дали беа направени грешки? Да.
Делот со пасошите е класичен мисменеджмент. Тоа, Значи, и тоа треба да се каже. барем тоа, да. Тоа треба да се каже. Да, ма еве, се извинувам сега, Оливер Спасовски не е во студио, ви е предводник на изборна листа. Кој што формално барем е начело на системот. Гледате, кој што факт се е тоа дека не беа направени сите пасоши во одреден момент. И факт е дека во моментот кога настана таа криза, која што со влегувањето на ВМРО во владата у исти момент веќе исчезна, што значи дека беше Да, има таму елементи за тој вид на сумневања, ама Значи, тоа не, не тоа работа. беше апсолутно, правите гужва едно од другото, да, апсолутно беше режирана работа. Веќе имаше издадено 1,6 милиони документи. Ја нема да зборам за причините како е дојдено до тоа. Одговорноста како е? Одговорноста сега можете вие да ја префрлате на овој или на оној до најнизок службеник. Ама не е така, ја ќе ви кажам. Вие на Ковачевски ја преферирате Значи, одговорност, што има Министерството за внатрешни работи е дел од владата, јас сум бил председател на владата. Кој е врвен одговорен, јас сум одговорен. Така е. И тоа е. Дали требало да се направи подобро? Требало да се направи подобро. Дали можело да се направи подобро? Можело да се направи подобро. Дали има магично стапче да ги смените веднаш работите? Нема. Зошто? Зашто се уште не се издадени сите 2 милиони пасоши. Ама гужвите ги нема. Зошто ги нема гужвите? Затоа зашто више никој не ги инсценира гужвите. Добро. Сакам нешто друго да ве прашам и малку да преселам разговорот. Сепак тоа прашање очигледно дека се уште едно од решавачките според кои гласаат граѓаните во Македонија. Вчера во Софија се случи еден настан кој што е без преседан. Симон Трпчевски со својот познат проект Македонисимо во Софиската филхармонија одржа концерт во присуство меѓу другото и на министерот за култура на Бугарија. По композициите на Панде Шахов, наш исто така помладно прочуен композитор и така натаму. Јас бев на премиерата тоа пред неколку дена во Скопје. Навистина е спектакуларен настан. Таму помина со овации, со 3 биса, со преполна сала, меѓу кои, гајте, Бугарија, барем во музичка смисла, е веројатно next level во однос на Македонија, во смисла на публика, разбирање на луѓето и така натаму. Гајте, таа вест не ја нема нигдека во Македонија. Значи, таму да се накашлаше некој од овие шестиот подпредседател на најмала така, тоа дека ќе беше на насловни страни. Ако се сопне некој па на улица овдека и го скрши носот или го натепаат, тоа не да... Како не успеавте да овој вид на навистина прекрасни работи, бидејќи Македонисимо е еден производ на желбата, тоа е од Македонија, па највисокото е Македонисимо. Сега не винувам вас, ама како се случи да за време на вашето владење овој вид на атмосфера не се валоризира? Се валоризираат само ако може нешто да е негативно, нешто што не дели, нешто што не кара, што не распа. И ако Што е вашиот коментар? тоа пак ве враќаме на способноста да изградите наратив. Меѓу другото, вие се пожаливте дека се инсценирале гужви за пасошите. Може би. Окей. Сакам да кажам. Но вие али граѓаните се управо и тоа кажа. Но вие не знаете се спротивставите на тој наратив кој ви штима. Еве на пример, зошто не беше министерката за култура на Македонија вчера на концертот во Софија? Гледате, прво таа е кандидат за добро, мислам дека ќе беше едно да ви кажам. Како гледате вие на таа атмосфера, не дека сте сега вие виновен? Прво таа атмосфера не би била можна доколку не сме постигнале одредено ниво на разбирање со Бугарија, кое што е пак благодарение на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на таа министерка. Ема тоа го констатира и сега ќе ви кажам зошто на таа министерка. Таа министерка, тоа е сегашната министерка Бисера Костадиновска Стојчевска, вие знаете чија внука е. Таа е внука на командантот, да, партизанско дете. Пецо Гудовски. Така е, ама тоа не знам јавноста да ги знае. Па веројатно не знае. Бисера идеше и преговараше во Софија. На целиот притисок. Додека се преговараше со Софија, Бисера и ги скршија прозорите дома. Таа никад го нема тоа кажано. Тоа го знаеме, нешто. И ја чуваше полиција. Се објави нешто. Кој го правеше тоа?
Па истите овие кои што сакаат вакви вести и убави настани да кој не го се правеше слушнат. тоа? Тоа го правеше ВМРО, ДПМН, пак доаѓаме- Левица и цела компанија. Пак доаѓаме до Да, прашањето. истите го правеа тоа. како сега, тој наратив не проби? Пак доаѓаме до сега. прашањето за вашето незнање сега. да го изградите Видите, наративот. прво. Вклучително и нејзиното потекло на министерката. Јас вести не уредувам. Да, тоа Не, е не, уредно. не, Јас вести ама не- работа да уредувате. Ама вести. јас- за наратив не јас сум ги, говориме, не, вие да не уредувате зборам за вести. наративи. Јас зборам за уредување на вести. Ја вести не уредувам. Па, не, Јас бев председател на влада и како председател на влада можете да видите што плаќала владата во минатото. Видиш, тоа се евиденции. 3 телевизии, 28 милиони евра. У една транша. Во минатото, до 2016 година. Приказна ја знаеме. Меѓутоа сакам да кажам, Гледајте, вие кога ќе реши медиум дека настап на Симон Трпчевски, не е важен за одбележување у вести и тоа посебно у Бугарија со овации. со тоа треба да се отворат Симон вестите. Трпчевски е Таа вестина кој се ако е објави, некој ама големина не- од Македонија, не само во рамки на светот на културата и на музиката, тоа е големина кој што може да се мери и у други области со Значи, со други величини. не само Значи, што не е негација тоа е една на универзална македонската култура и величина за идентитет. Македонија, кој што каде и да отиде е најголемиот амбасадор на Македонија и тоа не е дел од вестите. зошто, Ја ќе ви кажам- зошто живееме во Еве, таква ја ќе ви држава? кажам еден пример. Зошто Зошто живееме во Ковачевски, таква Ние зошто освојуваме живееме на во таква Зошто да ние живееме- освојуваме на Олимпијада медали. Да. На Олимпијада, на пример, ќе има специјална Олимпијада и нема вести. А Не, добро, не, ако се паркира вашиот возач со едното Али тркало на мојот возач ако требникот, се ќе биде паркира, прва вест. што ја знам, каде е тоа ќе биде 5 дена новинари ќе па ми се знам, јават. Господин Ковачевски, која е вашата одговорност како извршна власт да во креирањето на еден општ амбиент? Еве, ако дозволиш да доразработам малку Ајде, таа теза. разработи таа теза. Еве, само уште неколку реченици. Не дека мене тоа нешто ме погаѓа и така натаму. Во моментов раководството на Македонската радиотелевизија е веројатно најдолговечното, таму иначе биле гиганти во културно-новинарска смисла во изминатите 7-80 години на чело на таа куќа. Говорено за МРТВ, па и за радиото и телевизијата и така натаму. Вие сте на власт 7 години. И тоа не е спорно дека се тоа луѓе со истечени мандати, со, како да ви кажем, сега дојдовте во ситуација да проблематизирате вакви онакви уредувачки политики, таа анкетите дали биле правени оваки или онака со договори и така натаму. Таму кај што имате процедура, вие не ја користите да спроведете можност за промена на наративот. Гледате, таму има А ние не таму говориме има дека вие закон- сега треба да дигнете телефон и да го таму има поставите таму закон со некој. двотретинско мнозинство. Па договарајте се. Тоа треба да гледате, јас она што го видов на крајот на мандатот, дека единствено за што успеа пратениците да се договорат за двотретинско мнозинство и сите партии е анекс на договорот за Кичево Охрид. Што значи тоа? Па не знам. Па кажете. Тогаш не бев председател на влада. Треба да идете да прашате у парламент. Анекс за автопатот Кичево Охрид. Да, тој мислам дека единствен освои двотретинско мнозинство. Зошто? Па веројатно дека е многу важен да се направи анекс. А што има во анексот? Продолжување на работата на автопатот. Има пари. Па сигурно дека за да продолжи со работа треба да има пари. Ајде да ме праша. Добро, корупцијата Само како таму тема. 2/3 добива. Корупцијата како тема. Се согласуваме дека во слободни медиуми да се осврнуваат на проблемот со корупцијата и така треба да Не ви кажувам функционираат за, дали е медиумите. за корупција, ви кажувам Сега, не, дека кога ќе не. дојде нешто од цајтнот Се решава. Добро, не. и тогаш мора тогаш да се Одам решава. на друга тема. Што е вашата предпоставка, значи не можете да кажете дека се медиумите криви, Ја не кажам, што е не ги спомнам перцепцијата, медиумите. што е Дури сте и перцепцијата предлаг во таа за смисла се чува Ја за многу. уопште што не е ги спомнам перцепцијата на медиумите. Па и не граѓаните, се видовни медиуми. што е перцепцијата на граѓаните за корупцијата таква каква што е. Корупцијата има. И сега ме интересира вашата диагноза, каде е таа корупција? Што се случува? Вие мора да имате увид во тоа. Не може да се повторува тоа. Соединените американски држави пред 3 дена пред избори има ви обрнаа внимание повторно на проблемот на корупцијата. Каде? Кој што се случува? Прво мислам дека Македонија има корупција која што е иста како во сите други транзицијски држави.
земји во транзиција кои што поминале од социјалистички или овие други од комунистички систем на управување кон либерална економија и кон пазарна економија. Корупција има сегде. Тоа е така. Не, меѓутоа има разлика. Јас сум работел и у Германија и у Австрија, сум живеел и у Америка. Вие во Америка немате култура воспоставена. Гледате, тука корупцијата е кога и не ја пријавувате корупцијата. Например, вие ако отидете кај нас да земете некој документ, тогаш може тој на шалтер да ви побара пари и на граѓаните да им е нормално да му платат пари. Тоа е ненормално. И никој тоа да не го пријави. Тоа, например, во Германија го немате. Тоа го немате во Америка. Значи, лекот е во дигитализација на услугите, во реформи на јавната администрација, во зголемување на свесноста на граѓаните. Не може некој да ги манипулира граѓаните за тоа што плаќаат даноци, дека некој не треба да им испорача услуга и за тоа да им бара против услуга. Еве сега прашајте ги во кабинетите во Министерство за внатрешни работи, дали примаат ургенции за издавање на пасоши преку ред. И како не примаат? Зошто не каже ни еден медиум дека примаат? Јас си ви кажам дека јас откако реков дека не можам да извадам возачка дозвола и дека таму имаше инциденти, па се жалеше јавно на подкаст. Па ми се јавија од одреден кабинет и каже господин Орановски, може ли да помогнеме? Па тоа сакам да ви кажам, па тоа знам, ама еве ја тоа јавно го кажувам, ама чекайте сега, почнува од такво ниво. Во улога на граѓанин ви кажувам дека затоа што системот не работи, ја морам да си го решам проблемот. Ја не ги обвинувам граѓаните. Вие сте во право дека корупцијата стана дел од културата. Што ме дел од културата, значи таа само може политички да се адресира до одредено ниво. Така. И тоа значи дека не може да се смени за 2 месеци. Но тоа исто така значи дека овие кои што цело време ни ја ставаат и ни ја тргаат корупција и тоа некако баш у последниве 6 месеци пред избори нагласено, зачестено, како да сме најкорумпираната земја во светот, а се наши стратегиски партнери. Гледате да ви кажам, ја има ли во тоа агенда некоја? Ја му кажам на евроамбасадорот, види да ви кажам. Кај нас факт е дека има корупција. Па да, тоа. Факт е дека има. Не треба евроамбасадор. Факт е дека има извештај во кој што ние сме 9 места подобри во мандатот на мојата влада. На листата на Transparency International во борбата со корупцијата од годината пред тоа. И тоа не е вест. Беше објавено ја ви кажувам, ја не сум нити собственик, нити уредник на вест. Имате ли ситуација кај што ви беа врзани рацете да гледате корупција да не можете да реагирате? Не можам да ве разберам. Да повторам. Значи, како премиер, знаете дека негде некој мести тендер, се даваат пари, а вие не можете да реагирате. Или да бидам попрецизен, например, или да го малце да го имате договорот со Бехтел и со ЕНК, кој што требаше биде веројатно еден од најкрупните предизборни аргументи за ова. Наративот ви отиде во Ендек, а не го спомнавме Дуи до сега. А веќе ќе треба да привршуваме. Ви отиде наративот во Ендек да таа огромна проектна, како да кажем, задача за Македонија која ќе реши многу работи, ви стане едно од главните обвинувања во јавноста со впечатокот дека е тоа голема корупција и така натаму. Сега и тоа не можете да прво, гледате што. Во однос на тој договор, ме прашавте едно прашање, не сум имал врзани раце, ниту пак во мојот кабинет, тоа ниту пак во мојот се чуеше. Ниту пак во мојот ќе се чуеше. Значи, ниту пак во мојот кабинет било кога се разговарало или носеле било какви документи за било какви теми. Не теми. кажувам во вашиот кабинет, кажувам во некој од кабинетите на извршната власт. Тоа е прва работа. Втора работа. Јас сум бил премиер, сега зборуваме за тоа што било во мојот. Правени се ревизии како секаде. И во мојот кабинет е правена ревизија без ниту една забелешка. Трето. Ревизија од чија страна? Од Завод за ревизија. Да. Трета работа. Неам влезено во кабинет на ниеден министер. И четврта работа. На ниту еден министер не сум му се јавил за било каква работа да направи што не му е во надлежност. Затоа губите избори. Бизнисмен не ви дошол да ви се пожали ми бараат таму и ваму подкуп. Бизнисмени не влегувале кај мене у кабинет, освен Стопанска комора на состаноци и представници на Стопанска Ковачевски, гледате ли дека гласачите ве сметаат за еден
компетентен технички премиер, а не за политички лидер. Овдека јавноста сака човек на премиерско место кој што цел ден ќе биде на телефон со министри, кој што цел ден ќе влегува по кабинети и кој што на крај ќе излезе и ќе каже јас се јавив на министрот за ова прашање. Сега вие што сте? Сега ќе ви кажам, сега ќе ви одговорам на тоа прашање. Сега ќе ви одговорам на тоа прашање. Тамо службеник у владата или сте политичар? Ние имавме еден таков премиер. Имавме и повеќе така. Не, имавме еден таков карактеристичен од 2006 до 2011 година. Кој што се јавуваше дури и заби да поправа у Маврово Ростуше, ако се сеќавам. Се сеќавате? Па слушате, значи му се јавува на директор за фондот за здравство и му вика слушај ти утре забиве да бидат поправени. Тој премиер го заврши мандатот со 8.000 денари минимална плата, 20.000 денари просечна плата. Денес минималната плата е 22.500 денари, од кои најголемото зголемување од 18 на 22.500 е во мојот мандат. Потоа, просечната плата рапидно порасна во последната година. Невработеноста е намалена во мојот мандат 10.000 во време на криза. Младинската невработеност од 44% неговите во мојот мандат е намалена на 25%. Длабоко воздишувам, бидејќи кога ќе се враќа во Македонија тие истите што сега ги кажувате, ќе го дочекаат со цвекња и знамиња. Јас по патот вака ќе биде, колоната ќе биде цвекиња. Бирам компетенција, посветеност, желба за работа, секогаш пред популизам. Имаме сега негов наследник. Председател на партија. Значи наследникот на претходниот премиер и председател на ВМРО сега. И излегува пред цело Скопје. И вика: ова ќе биде мајката на Скопје, Даниела Арсовска. Гласајте за неа. Скопје ќе има електрични автобуси. Скопје ќе има најбољи градски превоз. Фабрика ќе отвараше за електрични автобуси. Така? Скопје ќе има мега паркови, Скопје ќе има мостови, и Скопје ќе има бесплатен превоз и ќе има нивелирани шахти. И во секоја општина ќе победиме на изборите. Чекайте се, дозволите. Скопје 2,5 години после тоа. Скопје нема јавен превоз, не бесплатен. Скопје нема јавен превоз, не знаеш кога ќе стигне или нема да стигне автобус. Ниеден мост не е завршен и тој што работеше Беласица не функционира, Љубљанска не е површен. Електрични автобуси не да нема, оние стари автобуси не може да ги поправат. Не шахти што не се поправени, еден булевар не е пипнат и не ги раскршени. И на крајот, што е резултатот? Истиот резултат. Резултатот е 180.000 гласа помалку. Тоа е резултатот. Значи, некој не препознава ова што вие го зборувате сега. Гледајте, на крајот на денот постојат причини зошто гласачите се определиле или не се определиле за одредена опција. Зошто? Јас ви кажав дека СДСМ имаше и кадровски работи, кои што не беа како што треба. Сметам дека голем број на некомпетентни луѓе извршуваа во ваше време. И во мое време, да. И во ваши решенија кадровски или не затекнати? Па дел затекнати, дел ваши. Меѓутоа со дел не можев да се пофалам и јас, со оглед на тоа што дека ако сакате да земете врвен професионалец да управува со врвна професионална институција, тогаш тоа чини пари. Да. А Македонија е водена од еден најнизок тип на популизам кога се работи за плати на избрани и именувани функционери. Не ги зголемивме ние, тоа е врз основа на одлука на Уставен суд. Еве и тоа се припишува на владата. Па се разбира, па како? Па се разбира дека се припишува на владата. Гледайте, Уставен суд носи одлука со која што укинува замрзнати плати од 2014 година. Тоа вие по 4,5% годишно што биле замрзнати и на крајот доаѓа зголемувањето толку. Тоа вие, знаете како? Тоа е замрзнување. Тоа е овој сега што во Будимпешта го правиш. Па знам, ајде го праша некој него вака. Ама тој 2016 победи на изборите. Не, чекај, дозволи се. Дали он од таа замрзната плата живее во Будимпешта да го праша некој? Не, живее од други замрзнати. Или од тоа порцелан што продава у Сегедин. Види, знаете како, на крајот на денот, граѓаните се суверенот кој што ја носи одлуката. Така, и се прашањето е зошто ја носат таа одлука. Зошто ја донеле тоа. Да, има уште една одлука. За тоа да има уште една работа. Да. Што вие кој ќе ги погледнете гласовите.
ВМРО има 360.000 гласа. Сме констатирали дека тоа не е спектакуларен резултат. Меѓутоа, на другата Добре. страна, на левата страна од спектарот, вие имате нова политичка партија, која што е на Кумановскиот градоначалник, која што му ја овозможи разликата на ВМРО-ДПМН. Бидејќи тоа се гласови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што одеше со реторика, иста со реториката на практично на ВМРО. И по однос на Европската Унија, и по однос на преговори, и така. Надаму се они ќе менувале преговарачка рамка. Цела Европска Унија вика нема менување преговарачка рамка, ќе менувале преговарачка рамка. Па, новото беше нов план со Бугарија, ќе оделе да преговараат со Бугарија. Вие видовте нова влада како изгледа во Бугарија? Не, се ние... Не видовте ли како изгледа новата влада во Бугарија? Јасно, Па таму ќе не можеш, у кој кабинет не знаеш више да влезеш. Ковачевски, ајде да го спомнеме слонот во продавницава за Кристал Дуј. Кажете ми, инаку забележувам говор на тело што веднаш се замисли. Ковачевски, јас што да одговорам? Не. Јас сум многу концентриран на разговорот. Што е вашиот став за Дуј, бидејќи очигледно дека многу глас се создаде атмосфера дека Дуј е и таа атмосфера не е сосема неподкрепена во јавност и така натаму, но опозицијата успеа да направи наратив ова за што цело време разговараме, за кој вие немате контра, па ни самото Дуј, односно Дуј на тоа си освојува гласови кај себе. Вие губите, на ваша штета. Што е вашиот став кон Дуј, и јас знам дека се соочуваме сега со парламентарни избори, вторку председателски, Дуј вас вие партнер со кој веројатно и не можете да раскинете врската, но свесни ли сте дека огромен број на гласови изгубивте од луѓе кои не излегоа на гласање, ги гласаа на други опции, заради овој впечаток дека Дуј е најкорумпираниот елемент во државата, а зашто има доволно приказни кои може да бидат илустративни за таквите перцепции? Гледайте, прво, сметам дека однесувањето на дел од функционерите на Дуј не беше соодветно воопшто. Не можам да кажам за сите. Па Ага Не можеш ти да се сравните со... Второ, сметам дека тој настап на градскиот плоштад беше еден комплетно анахрон настап, кој што само покажа дека Дуј се соочува со свој противник за прв пат после долго време, политички, од албанскиот блок, бидејќи да се разбереме, тие до сега немале ваков политички противник во албанскиот политички блок. Немале, точно. Тие се 22 години на власт, со инсталирано систем дупло поголем од оној што го имаше Груевски, бидејќи Груевски беше 11, овие се 22 години на власт, за да на крајот на денот завршат таравари 80 Во председателски. во председателски зборам 85.000 без никаква инфраструктура практично. Визави 100 и колку илјади гласови имаше 20 Дујер Османи. Тоа само покажува дека после 22 години на Дуј единствена реторика во политичка борба за европска иднина му останува да се повикува на анахрони повици од 2001 година. Да, учека, И тоа учека, штети, учека и тоа на кого му штети? На вас. Тоа му штети на тој кој што сака да изгради мултиетничко општество во државата. Имавте ли некаква моќ да влијаете врз тие министри кои велите дека или членови на влада кои не се Гледайте, прво, јас сум соодветно? соработувал со сите министри на професионална основа. Јас, например, не можам да кажам дека не беше одличен министер, односно беше одличен министер Фатмир Бесими, кој што се справуваше одлично со сите преговори со меѓународни финансиски институции деноноќно. Добро, за што него право и нема дилема. во последните За 20 него години, нема дилема. бидејќи Фатмир е Да, меѓутоа не бил, министерски функции видите, или на други функции. бил тој и вице-гувернер на Народна Се банка, соглашам, еден со од И во подобрите. јавноста нема дилема за Не, него дозволите, дека еден од подобрите студенти на економски факултет на Кирил и Методи. разбира се, Да, да. не е Докторант спорно. на Трајко Славевски, еве и тоа да го кажеме, Така е, колку што така знам, е, ако добро така се е. сеќавам. И така натаму. Други министри исто тај, веќе го спомнам Азир Алиу, кој што беше министер предложен од Алијанса, сега мислам дека е заедно со Таравари во Влен. Изузетен министер. Интелектуалец, капацитетен, посветен, фокусиран. Меѓутоа имаше министри кои што од кауза правеа професија.
и се однесуваа несоодветно на политичкиот амбиент во Македонија. Пример, Фатмир Бесими ќе работи 24 часа, бидејќи кога работите со ММФ и со Светска банка, вие работите 24 часа, бидејќи 8 сата различна временска зона. Кога се работи на издавање на еврообврзница, вие работите и со исток, и со на пример, треба да се слушате и со Емирати, бидејќи од таму имате инвеститори, треба да се слушате и со Њу Йорк, бидејќи од таму имате инвеститори, а издавачот ви е консултант во Лондон. И работите практично вие работите со Цел свет. Со цел свет, со еден куп временски зони. Тоа е Фатмир Бесими. И сега тој работи. Фатмир Битичи и Стоеве, ако зборуваме визави албанци и македонци, кој е мој подпредседател, човекот сработе антикризни мерки за кои што треба да добие благодарност од сите кои што ги добива антикризните мерки. Еве ви кажувам. Министерот за економија исто така работеше на намалување на инфлацијата. Тоа се гледа низ медиумите кои што прават. И одеднаш имате Артан игра фудбал у канцеларија. Па ги викнал и другиве да играат фудбал. И на крај добиваш, ама не е толку голем проблем. Добивате впечаток дека никој ништо не работи. Само се игра фудбал. А што мислите вие дека они не се љутеле? Па земите едно интервју на Артан на Насер Зибери да видите што мисли. Па истото го кажува, ја што го кажувам. Потпуно истото. Не кажува друго. И на тој начин тоа се направи. И затоа во следниот мандат дисциплината ќе биде многу поголема. Подготвувате ги црни сценарии за следниот мандат, од еве денеска опозицијата веќе предупредува дека се развива бојкот на избори и така. А не само тоа, туку веројатно и злоупотреби и така натаму. Тешка беше ноќта што ја преживеавте после резултатите, се разговараше ги за црни сценарии. Прво, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е голема партија. Ние ќе имаме тежок втор круг на изборите. Јас сум реален човек. На 8 мај не постојат никакви црни сценарија за кои што се разговара кај нас. И јас пред да дојдам кај вас во студиото имав пресконференција. Бев во посета на Масит и имаше закажано пресконференција на која што јасно, исто како што вчера го кажав од митинг, ги повикав сите граѓани на Македонија масовно да излезат на претседателските избори вториот круг на 8 мај, да гласаат за Стево Пендаровски и на парламентарните избори и да гласаат за коалицијата за европска иднина, бидејќи само на тој начин ќе обезбедиме сигурна, безбедна, мирна иднина за државата. Како ви се математиките? Што можете да добиете плюс од ова сега што го добивате? Секогаш кога ќе добиете глас повеќе, тогаш значи дека сте во плюс. Јас сум убеден дека граѓаните нема да сакаат да дадат толкава моќ на една конзервативна влада, бидејќи давање на толкава моќ на една конзервативна влада ние видовме како изгледаше 11 години. Што значи ова се спремате за опозиција, па апелирате да нема владата нова? Нашиот слоган е нема откажување од иднината, тоа значи нема откажување и од борбата. И како голема партија ние со крената глава, заедно со целото наше членство, одиме во вториот круг на изборите. И очекуваме масовна поддршка и од нашите членови, симпатизери, но пред се од граѓаните. Бидејќи има јасна разлика помеѓу она што ние го нудиме и она што го нуди нашиот политички конкурент. Ние нудиме продолжување на европскиот пат на државата, држава која до 2028 година ќе ги заврши преговорите со Европската унија и до 2030 година ќе стане земја членка на Европска унија. Мислите дека тоа Истите овие кои што 11 години не направија ништо. 11 години ништо не направија во делот на зачленување во НАТО и во делот на отпочнување на преговори со Европска унија. Ние докажавме дека можеме. Дали направивме грешки? Да. Дали ги признавме грешките? Да. Дали граѓаните ги казнија тие грешки во првиот круг на изборите? Да. Уште ова. Дали мислите дека оној спот со фудбал, пате Многу не ми е глупо, јасен. па како можевте тако не ми спот е да јасен што извадите? сакате да кажете. Дали мислите дека тоа го објаснува ова што сега ни? Не уопште да го е тога глупав го е спотот, само да Ја и не. мислам дека е спот кој што одлично ја отсликува реалноста во однос на она што Македонија го помина, а тоа е преку борба и преку неоткажување
да стигне до тоа што граѓаните го сакаат. А тоа е да живеат во Европска унија. Ја да ви кажам, Борјан, нешто. Не, ве разбирам, Да ви јас кажам нешто. затоа ве прашав Секој оној, дали секој оној кој што се лаже сами од себе си. Велам сами од себе си. Бидејќи за да ги лажете граѓаните треба сам себе да се лажете прво. Не неопходно, ама Кој што смета дека ќе направи економски модел во Македонија без Европската унија за унапредување и на животниот стандард и на сите други аспекти на општеството, тогаш тој човек длабоко се лаже или политичка опција. подобро може сега ќе ги усвои амандманите Мицковски. Видите, што може Некој вела- или што не може, тоа ќе прашате тој што треба да донесе одлука. Ја сум донел одлука. Тие амандмани се во собранието. И тие амандмани не задираат во ниту едно идентитетско прашање на македонците. Донесени се врз основа на заклучоци на собранието во кои што јасно се заштитени сите прерогативи на македонскиот народ, јазик, култура и така натаму во однос на преговорите со Европската унија за сите влади кои што тоа ќе го прават во иднина. И затоа велам дека добро е да видат граѓаните која е разликата од носење на одлуки во тешко окружување и од неносење на одлуки, при што за неносењето на одлуки криви ќе бидат прво сите внатре, па после ќе бидат криви соседите и на крај ќе биде крива самата Европска унија. Ковачевски, Тука завршим. мислам дека е редно, има разни форензики што ќе ги правиме од како ќе завршат изборите, ќе видиме кој како ќе заврши во политичката кариера. Благодарам за интервјуто. Благодарам, да. Можевме уште едно 100 прашања Да, има и. нешто Ние можеме Но веќе ние уште поминавме многу еден пати час, да. да се видиме, да. Ќе имаме прилика се надевам, да. Имаме прилика се надевам. Апсолутно дека ќе имаме. Па. Така е. И Благодараме и пред да станам премиер сме имале можност да разговараме. Така е. Може една мала само тајна. Ковачевски во тогашниот утрински брифинг ми беше гостин на разговор, тоа е пред 2 години, кога можда и би денот откако станавте председател на СДСМ, ако не се лажам. Па нешто така беше, зимо беше, да. И во разговорот пред разговорот, нели, кога се исклучени камерите, јас му кажав отворено, ако сакаш да те запамти македонската историја, треба да ги дуплираш буџетите на образование и култура. Како заменик министар за финансии, ти се извидам Ковачевски сега ова званичниот дел од интервјуто, ти велиш па не можем тоа да го направим. Па ако не можеш да го направиш, нема да те запамти историјата. Бидејќи во Македонија мислам дека партија која што ќе излезе со една конкретна, како да кажам, политичко залагање, ќе ги дуплирам буџет, кои се инаку 0,3 и 0,4% белки од буџетот, особено за култура говориме така. Гледате, се согласувам со вас. Треба да се зголемат буџетите и за култура и за образование. Треба да се направи особено реформа во образованието. Темелна реформа. Темелна реформа, бидејќи во моментов образованието не го води нити струката, нити науката, туку го води синдикатот. Образованието збора. Бидејќи синдикатот ќе е тој кој што го наметнува темпото, денес нема да се учи, утре ќе се учи, дај плата поголема, дај плата помала. У момент кој ќе кажете се прави реформа, синдикатот доаѓа и вика не може, зошто? Ќе кренам штрајк затоа зашто 5 наставнички у тој регион на Македонија ќе изгубеле по 1 час по географија и затоа нема да се прави реформа. Затоа треба темелна реформа и во тој дел. Што се однесува, ако сакате да ве запамтат, пошто ја гледам и на што алудирате вие, во делот на културата, сметам дека не е баш здраво да се зголемува толку многу буџетот за култура, за правење на непотребни работи, зашто на крајот на денот може да ви се случи да ве памти историјата, ама да не ве гледа сегашноста и да мора да се појавувате единствено во издание на Ѓурѓа на саемна книга. Знам, ама еве да завршиме со тоа што почнавме. Македонисимо ќе трае подолго, колку јас и вие веројатно и Борјан заедно,
И Симон Трпчевски секако ќе биде многу позапамтен во македонската Симон историја Трпчевски отколку е- сите тие што Симон го Трпчевски разговараме. Симон Трпчевски е навистина нешто што е како велат светско, а наше. И вреди да се негува, да се почитува и медиумите што повеќе да го експонираат за да дадат позитивен пример за младите дека може од Македонија, од едно скромно семејство, со многу талент и со напорна работа да се успее. Завршуваме. Завршуваме конечно, Благодарим. иначе вака можеме уште половина час. Ви благодарам. Се гледаме вторник. Ви благодарам и на крај задоволството мое што бев гостин. Добро е тоа. Да го оцениме. Кој знае, И не знам што ќе кажат, што ќе кажат гледачи. оценката за пречокот во студиото и за прашањата е пролазна. Добре. Благодариме. Ви благодарам.